8 од 10 родители во Македонија користат насилни методи за воспитување на своите деца. Брзиот начин на живот, работните обврски и секојдневниот стрес кај возрастните негативно влијае на развојот на децата. Физичкото и психичко насилство во раната возраст носат трајни последици подоцна во животот, алармираат надлежните. За да се обезбеди квалитетно и безгрижно детство, институциите мора да работат координирано, но надлежните признаваат дека кадар не достига на сите нивоа. Ние сме соочени со тоа да има наплив на пациенти во клиничките болници, заради тоа што едноставно нема друго ниво на здравствена заштита, каде што пациентите, посебно децата, зборувајќи сега, нема каде да се јават. Генералниот проблем во сите училишта, во сите општини во Република Македонија е и плюс дополнителен проблем е што трошат висок процент на блок дотациите само за плати, а кога има простор да се рационализират паралелките, така што да се остави простор за ангажирање на повеќе луѓе кои припаѓаат на тоа што се вика стручен кадар во рамките на училиштата. Институциите преку кампања ќе ги едуцираат родителите како треба да се однесуваат кон своите деца. И родителството се учи, ќе се имплементира преку градинките, училиштата и здравствените установи, а ќе има за цел да укаже на последиците од насилното однесување кон децата. Пред само неколку дена слушнавме дека Светска банка излезе со индикатор и покажа каде е Македонија со развој на човечкиот капитал. Тоа е алармот кој што навистина треба да ни каже дека само инвестицијата во луѓето може да придонесе да Македонија дојде блиску до европските развиени земји. Проблемот со недоволната заштита на правата на децата го детектираше и Европската комисија. Во пролетниот извештај за Македонија пишуваат дека законот недоволно се спроведува, а заштитата и грижата на децата е на ниско ниво. Според податоците на Светската здравствена организација, секое трето дете во земјава расте во емотивна запоставеност. Подобри резултати во регионот имаат Црна Гора, Србија, Албанија и Бугарија, а зад нас се Русија и Латвија.